Не е прв пат носителите на високи партиски функции во Социјалдемократскиот сојуз и пратениците во Собранието на Република Македонија да бидат предмет на ваков тип на специјална војна. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија најостро ги осудува ваквите појави, особено ако се има во предвид дека и не е единствен случај. Ќе ве потсетам само на листите на јавни личности кои што политички не се согласуваат со Никола Груевски, а беа ставани на листи за ликвидација. Ќе ве потсетам само на некролозите кои што излегува за странските дипломати во Република Македонија. Ваквите фашизоидни ставови, действувања и влијанија само покажуваат и докажуваат потребата на Република Македонија за итни реформи. На Република Македонија е насушно неопходен јавен обвинител. Има ли оваа држава јавно обвинителство кое што ќе ги бара најде казни на рачителите на ваквите морбидни работи? Дали нарачателот во својата лудост во бункерот кој што сам си го изгради некогаш помислил на било кој граѓанин во нашата држава? Дали нарачателот на лудостите што се случуваат во овие 2-3 недели во Република Македонија помислил на загриженоста на било кој граѓанин во Република Македонија, на децата на тие луѓе во нашата држава? Не само овие потерниците, зборувам општо за граѓаните. На иднината на било кој граѓанин во оваа држава. Мирот и стабилноста на Република Македонија немаат цена. И не можат, и нема да смеат, и нема да дозволиме да бидат жртва на лудилото на еден човек кој што има исклучиво за цел преку ширење на лажни информации и дезинформации во јавноста да се спаси себе си и криминалното опкружување собствено од одговорност која што му следи. Главната тема во Република Македонија се вика одговорност на политичарите за криминалните дела кои што ги правеа во текот на изминативе 11 години. Се друго е спин и креирање на лажна реалност со цел да се внесе вознемиреност кај граѓаните. Дали очекувате да имате попречување на продолжението на работата на собранието отколку од овие причини што меѓу другото ги наведовте и кога би можело тоа да се случи? Се уште веруваме на она што официјално сакаат да го соопштат, а тоа е дека нема да биде попречена седницата на Собранието на Република Македонија за продолжување на конститутивната седница на која што ќе се дооформат собраниските комисии и ќе се избере председател на Собранието. Ќе ве молам само. Вие сте сведоци дека во тек на оваа недела се во тек се консултациите со политичките партии кои што поддржа, кои што го дадоа мандат, подписите за мандат за формирање на новата влада на Република Македонија, која ќе имаме зрела ситуација, ќе соопштиме на јавноста. Дали вчера се договараше нешто конкретно? Дали договорите кој ќе биде председател? Не, значи, Односно кого ќе номинира? велам во тек се консултативни седници. Знаете, вчера имавме средба со Демократската унија за интеграција, во текот е средба со движењето БЕСА. Мораме да произлеземе со заеднички заклучоци за сите прашања и по однос на тие прашања да соопштиме на јавноста кои се ставовите. Дали ќе се консултирате и со ВМРО ДПМН околу терминот на таа седница? Ќе биде веројатно одржан координативен состанок во смисол на тоа дека е неопходност да се закаже, не дека е неопходно ВМРО ДПМН да даде зелено светло за одржување. Зеленото светло го дава парламентарното мнозинство. Република Македонија е парламентарна демократија. Во парламентарна демократија мнозинството од гласовите на пратениците ги носат одлуките. Ќе биде побарано од председавачот на конститутивната седница господин Трајко Велјановски со мнозинство од пратеници продолжување на конститутивната седница. Се надеваме дека ВМРО ДПМН ќе смогне сила да биде конструктивна опозиција во Република Македонија, а не да продолжи со хушкање, палење на граѓаните, внесување немири во нивните животи. Како ја коментирате вчерашната изјава на Ахмети кој што рече дека мора да има договор помеѓу сите партии пред да се свика собранието и дека не може да го свикаме само да направиме циркус и ништо. Дали најавува уште еден долг процес на преговори меѓу
сите партии? Оноку колку што јас успеав да видам, господинот Ахмети допрецизираше дека станува збор за партиите кои што го формираат мнозинството и тоа е во насока на ова што го зборува секако дека сите политички партии кои што имаат пратеници во Собранието на Република Македонија и најдобро за Република Македонија е да имаат активно парламентарно учество, да не ја изнесеме демократијата по улиците.